За час и половина од Скопје до Солун на плаша. Брзиот воз кој ќе се движи со 160 км на час се очекува да биде реалност за 5 години. Вице-премиерот Александар Николовски од Солун порача дека Македонија, но и регионот сериозно е посветен на реализација на коридорот 10, кој е врвен приоритет не само во делот на превоз на патници, туку и на стока. Проектот ќе стартува во најбрз можен рок и ќе чини најмалку 2 милиарди евра. Финансирањето е обезбедено преку договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Железничкиот коридор 10 е иднината за трговијата, иднината за развојот на трговијата, иднината за развојот на пристаништата во регионот, и затоа ми е драго што покрај нашата држава и Грција, и Србија, и Хрватска дадоа јасна заложба дека ќе инвестираат во коридорот 10, што уште повеќе ја истакнува важноста на нашата инвестиција во изградба на брза пруга, која што ќе оперира на коридорот 10. Тоа е економски најжив и најзначаен коридор и нешто што дополнително ќе носи бенефит и економска оправданост на Македонија. Според очекувањата на вице-премиерот, по завршување на целосната изградба на пругата, товарен воз од Атина до Виена ќе стаса за помалку од 24 часа, а од Солун до Будимпешта за околу 12 до 14 часа. Паралелно со изградбата на брзата пруга, се работи и на модернизација на автопатот од истиот коридор, а со Светска банка ќе се инвестира во паметна царина и воведување на интелигентни транспортни системи. Заедно со Светската банка работиме на воведување на интелигентни транспортни системи, проект кој што очекувам да започне за брзо да се имплементира. И исто така заедно со Светска банка работиме на подобрување и забрзување на системите кои што се поврзани со царина. Како што истакна Николовски, со градењето на оваа пруга, паралелно и градењето на инфраструктурата од коридорот 8, Македонија станува клучна точка на европскиот транспорт. Со затворањето на целосно автопатско поврзување од Скопје до Охрид, па потоа преку Струга до Албанија и изградба на пругата до Бугарија, Македонија ја засилува позицијата како важен стратешки партнер во Европа. Регионалниот самит за транспорт во Солун ги собра на едно место сите клучни чинители од поширокиот регион. Сите авторитети испратија силни пораки дека транспортот и сработката околу неговото унапредување нема алтернатива.